Годинава поради пандемијата, без пригодна музичка програма и други организирани настани, само со положување на цвеќе на неговиот гроб. Денеска во Крушево беше обележан 40-тиот роден ден на нашата најголема музичка звезда Тоше Проески. Традиционално за сите посетители се делеше и торта. Имаше дојдено негови фанови почитувачи како од Македонија, така и од странство. Фановите велат дека една личност живее толку колку што таа ќе биде споменувана, а Тоше имал само датум на раѓање и ќе живеел вечно. Таква величина. Ваква величина не се раѓа секој ден. Вие во Македонија навистина може да бидете горди што сте го имале него, но тој не е само ваш. Тој е светски. Тој е поголем од Крушево, од Македонија, од целиот свет. Вакво нешто не се повторува. Тоше е вечен, ќе живее толку колку што ние ќе го споменуваме и ќе го носиме во нашите срца. А тоа ќе биде за секогаш. Многу ми е жал. Еве и во овој момент треперам кога го кажувам ова, имав прилика да бидам тука и на неговиот погреб. И сиве овие години кога сме во Крушево, не заборавам, овој ден не го заборавам, доаѓам. Во октомври лани беше промовирано и неговото ново вечно почивалиште, кое за жал се уште треба да се доуреди за да добие технички прием. Има уште некои ситници кои треба да се надминат. Објектот е веќе во глобала направен, карабината е направена. Ние тука сме и како надзор и секојдневно ќе движиме тука се до последен детаљ, дури не се направи онака како што треба. Достоинствен спомен обележие како што заслужуваше нашата публика. И во време на пандемија минатата година неговиот спомен дом го посетиле околу 15.000 туристи. Тој е еден од најпосетуваните музеи на Балканот, кога досега од 2011 година до денес го посетиле над 650.000 гости. Сам кафе утринско во кревет заедно, па да те бакнувам, тоа го нема.